се случило тоа да функционира таа дискотека и да еден ден кармата си дојде по своето, бидејќи тоа е гревот. Кога ние правиме заради пари нешто кои што може да наштетат на другите, нас еден ден кармата не се враќа. Тоа е чист пример како кармата функционира, односно гревот. Но од друга страна, кога ќе ја видиме реалната слика, еве малце ќе се осврнам на таа тема. Првите информации кои што ги добивме во тој момент беа дека таму присуствувало 14 годишно дете. Малолетни лица, значи алкохол, цигари. Журки после еден час, што се тотална недуховна и нехристијанска работа, тоа е една страна која што кажува дека на некој начин луѓето кои што биле таму си биле малку духовно неосвестени. Сега не сакам да ставам сол на жива рана, меѓутоа треба да се земе во предвид дека и родителите си имаат одговорност за тоа што прават децата и каде им се движат. И не може да биде изговор забавата, бидејќи тоа реално и не е забава после еден час. И не е забава, треба да се внимава на какви забави се оди, бидејќи забавата може да носи многу црни позадини, како во овој случај, бидејќи ако ги видиме спотовите на таа музичка група, ќе видиме дека во истите постои целосно недуховна позадина и содржина. И луѓето наклонети на злото си го привлекуваат злото, си ја привлекуваат несреќата, си ги привлекуваат и смртните последици, за жал, бидејќи таму каде што се врти, гледате, просторот, местото е проклето, затоа што се правеле проклети пари. Тоа се огромни пари, децата плаќале карти, кои што може сигурно и верувам дека картите, како и во денешно време што се злоупотребени, се плаќаат надвор од реалната сума која што треба да се платат, тоа е еден аспект. Проклето место, алкохол, цигари, оган, значи тоа е светото тројство на злото, како да кажеме во еден практичен пример. И дошло моментот каде што во еден момент ќе избие сето тоа и сатаната ќе си го направи своето. Бидејќи таму каде што постои Бога, еве, ќе ги кажам овие зборови, запаметете ги за целиот живот. Таму каде што постои Бога, таму не може да дојде до несреќи. Никогаш. Затоа што Бог заштитува. Еве, ќе се вратиме на тој пример во Калифорнија, кога се случија пожарите. Таму каде што бил крстот, каде што бил Исус, каде што била Света Марија, тоа било све заштитено. Таму каде што постои само материјализмот и луѓето не се свесни за Бога, тоа све се уништува, бидејќи се е ова минливо на земјата. Ние сме неминливи битија. И тоа треба да ни биде јасно и да го поврзаме со тој пример дека ако не сакаме во иднина вакви несреќи да ни доаѓаат, ние треба да се вратиме кон Божјите духовни закони. А тоа е едноставен живот, нематеријален живот, неподржување на материјалисти, почитување на 10 Божји заповеди, почитување на другиот без разлика колку и да ни греши, бидејќи не знаеме Бог зашто наставил пред таква ситуација со тој човек. Не случајно во животот сме во контакти со одредени луѓе за да духовно се чистиме. Понатаму, неподржување на култура, на политичари, на бизнисмени, на корпорации, на материјалисти од било каков вид. Значи не им ги давајте парите на нив. Тоа се тие закони кои што едноставно ќе ги притиснат во бездна, до бездна, да немаат од кого да прават пари и да немаат од кого да имаат поддршка и морална и согласање и со купување, значи на оние нехристијански луѓе кои што ве водат кон бездна, кон дно. Со тоа неподдржување ние го почитуваме Бога и воведуваме, значи народот, ние обичните луѓе воведуваме вредности кои што нас ни одговараат. Гледате, народот го ургира водачот.